Да, по хитот на неделата одиме со нашата втора утринска тема. Веројатно често секој од нас си ја поставува или барем еднаш во денот се прашува колку сме сите ние безбедни во сообраќајот и како учесници, односно или како пешаци или како возачи. Возете одговорно, ќе ви речат сите. Веројатно е многу полесно да го кажеме ова отколку да го направиме. Ако ни треба повод зошто ќе отвориме токму оваа тема, тогаш поводи за жал има секогаш безброј. Ако сакате низ бројки, над 3500 сообраќајни несреќи се регистрирани за само 6 месеци. Одиме со изјавата, а потоа го воведуваме и гостинот, како и отворените телефони. Знаете, веќе вие сте господари на отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена едноставно информација, точно и навремена само за вас. Како причина број 1 за која доведе до случаи сообраќајни незгоди е неприлагодената брзина на управување со возило спрема условите на патиштата или утврдениот режим на сообраќај. Значи брзината е фактор убиец на патиштата. На второ непопуларно место е алкохолот и низа други прекрашувања во делот на прописите. Но ја би додал дека и незнаењето покрај непочитувањето е причина која доведува до сообраќајни незгоди. Да, ако сакаме уште бројки, викендов во Скопје имало 20 сообраќајни незгоди со 14 повредени, од кои 1 потешко. Овде во студиото на телевизија Нова е Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Добро утро, добре ни дојдовте. Имавме проблем со доаѓањево заради баш проблем во сообраќајот. Што ви се случуваше по пат? Може да им кажете на сите некои патуваат во моментов? Па да, за жал можам да кажам дека ова утро навистина имаше, како и впрочем и многу често, навистина имаше сообраќај метеж, голем број на возила, нестрпливи, нервозни возачи, прекршување на сообраќајните правила и прописи и така натаму. Веројатно причините кога би имале можности да фотографирате, би било тоа. Да, секако имаше многу и нервозни возачи, и прекршување на правилата и прописите во сообраќајот. Сите брзаат некаде и би сакал причините може да ги бараме на многу места, меѓутоа веројатно можеби 10 минути порано тргнување на утро од дома во многу нешта и ќе се надмине проблемот. Така е, да. Каков сте вие како возач? Па во принцип сум дефанзивен возач, се трудам секогаш да бидам внимателен и одговорен. Не заради тоа што работите во организација во која што, нели? Од една страна да професионална е врската да ги почитувате правила. Да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи секако, меѓутоа еве индивидуално и како личност во принцип сум одговорен и ги почитувам сообраќајните правила и прописи. Нема свирка? Не знаете да употребувате? Ретко користам свирка, меѓутоа никогаш не возам под дејство на алкохол. И речиси секогаш внимавам на правилата за ограничување на брзината. Впрочем, речиси до сега никогаш не сум бил санкциониран од полицијата за некој прекршок од таква природа. Сообраќајната ви е супер. Да. Чиста. Може би имам одредена една санкција за погрешно паркирање. Сепак нали сите сме луѓе, меѓутоа генерално значи грубо прекршување на сообраќајните правила и прописи внимавам, секогаш внимавам. Да. Не може ништо, ама баш ништо да ве извадат контрола и да... Не дека не, напротив, сите се нервираме, сите... Она што е проблем за нашето општество, ние секогаш, кога наблюдуваме сообраќајот, и впрочем не само сообраќајот, и сите проблеми во општеството, секогаш ја бараме вината кај другите. И токму затоа ние како Републички совет многу често кажуваме дека особено важно е да секој да тргне од самиот себе си. Така, со свој личен пример, секој од самиот себе си да ги почитува правилата и прописите во сообраќајот и установените општествени норми на однесување и општеството било многу подобро. Меѓутоа сепак можеме да забележиме дека многу полесно е да се лутиме на другите, да ја бараме вината кај сите, освен кај самите себе си, и токму затоа и некои проблеми обстојуваат по долг временски период. Колку сте вие лично безбедни, се чувствувате безбедни во сообраќајот? Па, ова е навистина интересно прашање, можеби еве и граѓаните ќе ни се јават, ќе се вклучат. 2402-005 и 2402-002. Само подсетување, извинете, продолжете. Бројките, статистиката, фактите кажуваат дека навистина граѓаните треба да бидат загрижени за безбедноста во сообраќајот. Според податоците на Светска здравствена организација на годишно за период од една година на светско ниво 1,3 милиони луѓе. 1,3 милиони луѓе? Да, го губат животот во сообраќајни незгоди, а околу 50 милиони се повредени.
слична е состојбата во Република Македонија. Во просек во Република Македонија околу 160 лица го губат животот во сообраќајни незгоди, или за 4 години можеме да кажеме дека цело едно македонско село исчезнува од демографската карта на Република Македонија. Ова се страшни бројки. Да, за жал бројките се страшни, како што вие кажавте, значи за 6 месеци имам повеќе од 3000 сообраќајни. Да, значи тоа е во просек дневно се случуваат околу 20 сообраќајни незгоди, од кои што 10 се со потешки и сериозни повреди, да. И ова навистина загрижува. И сега би истакнал дека сообраќајните незгоди навистина се сериозен општествен проблем на сите современи општества, да, не се случува тоа само кај нас. Да, дури ако наблюдуваме тој аспект, можеме да кажеме дека во Република Македонија бројот на жртви во сообраќајни незгоди пореден на 100.000 жители во споредба со земјите од окружувањето, можеме да кажеме дека сме за нијанса дури и подобри, меѓутоа сепак се вкупната состојба безбедноста во сообраќајот не е на посакуваното ниво. И наша цел како Републички совет секако е до 2020 година таа бројка да се сведе на ниво на земјите членки на Европската унија. Која е таа бројка? Какви се бројки? Таа во бројки изнесува 5, значи вака секој загинато лице во сообраќајна незгода е загинат човек, да се договориме стана збор за бројките, човечки бројки. живот, не надомеслива штета. Не можеме да кажеме дека нешто е прифатливо и дека нешто е добро. Меѓутоа сепак значи просекот на земјите членки на Европската унија изнесува 5 загинати лица на 100.000 жители. 5. Да, моментално оваа бројка во Република Македонија се движи од 7 до 8. Меѓутоа целта е токму до 2020 година се постигне просекот на земјите членки од Европската унија. Да. Секако тоа не е лесно е да се Лесно е да се каже, да. Како и ова возете одговорно, нели сите ќе кажеме, возете одговорно. И токму затоа и ние како Републички совет се трудиме да го издигнеме прашањето за безбедноста на сообраќајот на патиштата високо на аѓендата и на надлежните институции, мито да го актуализираме и во јавноста, затоа што придонесот, свеста и одговорност од граѓаните многу важен чекор во таа насока. Да. Која од кампањите кои што досега сте ги спровеле имала најголемо интерес или не знам предизвикала дури и шок кај некој од нели и возачите и пешаците? Не знам, децата немаат со пирачки, секогаш кога поминувам ја гледам таа порака и мене ме ужаснува едноставно самата помисла на такво нешто, нели на пешачки премин, на училиште во близина и на неприлагодена брзина и се што се случува. Да, реализираме голем број на кампањи насочени према различни целни групи. Мене лично најголем впечаток ми остави минатата година кампањата која што беше за децава. И една од мотото на овие кампањи беше вози, грижи се и чуи го секое дете на улицата како да е твое дете. И оваа кампања беше доста поддржана и од јавни личности во Република Македонија. Меѓутоа исто така имавме и оваа година една многу важна кампања која што и уште е во тека, тоа е кампањата Младост без лудост, која беше насочена токму кон Младост без лудост. Да. Па главните пораки од кампањата беа веројатно нема без лудост, ама без лудост во возењето, така? Да, тоа главните пораки беа тоа, значи младост е да се напиеш, младост е да бидеш темпераментен, лудост е да бидеш агресивен во сообраќајот или лудост е да возиш брзо во сообраќајот. И може би граѓаните ќе се сетат, имавме едно скршено возило, хаварисано од сообраќајот. Тоа беше многу интересно за мене, да, посебно интересна кампања. А покрај преку ова возило всушност сакавме да испратиме порака до граѓаните за тоа кои се последиците од сообраќајните незгоди, меѓутоа исто така имаше и доста едукативни елементи во самата кампања. Ќе напоменам само дека организиравме ваучер полагање, така што најдобрите средношколци кои што покажаа најдобри резултати од полагањето кое што беше спроведено, добија ваучери за бесплатна обука за возачка дозвола. Правиме комбинација од различни мерки, се со цел да влијаеме на свеста, одговорноста, едукацијата, меѓутоа сепак потребно е време. Потребно е време. Навиките, културата на однесување во сообраќајот не се менува преку ноќ, особено што само проблем е навиката и културата, а не е проблемот преголемиот број на возила, нели брзањето во одредени нели некои места каде што нема можност нели да избегнеш па да отидеш кај на улица во која што нели би имало помалку гужва, да речеме. Вака, проблемот можеме да го анализираме од повеќе аспекти. Ако реализираме од аспект на бројот на возила, можеме да кажеме дека безбедноста во сообраќајот значително е зголемена. Например, пред 10 години, некаде 2006 година, бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е еднаков на бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди 2016. Со тоа што бројот на возила во 2006 година бил околу 250.000 возила, сега таа бројка приближно изнесува околу 500.000 возила. Значи бројот на возила, бројот на возачи, интензитетот на сообраќајот континуирано расте, а можеме да кажеме дека во тој дел значи безбедноста на сообраќајот го одржува нивото кое што секако не е задоволително.
проблемите доаѓаат од повеќе страни. Секако може да се подобри сообраќајната инфраструктура. Ние секогаш укажуваме дека прво и основно е одвојување на така наречениот моторизиран и немоторизиран сообраќај. Значи со соодветна изградба на велосипедски патеки, со пешачки зони, надземни, подземни пешачки премини. Тоа во голема мера ќе значи и намалување на конфликтните точки помеѓу моторизираниот и немоторизираниот сообраќај, а со тоа во голема мера значи ќе се елиминираат ризиците и опасностите кои ги носи сообраќајот. Меѓутоа сепак генерално значи подготовците покажуваат дека факторот човек, грешката, човечката грешка е една од доминантните причини за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици. Особено карактеристично е тоа оваа година, на пример, се случи голем број на сообраќајни незгоди со само еден учесник. Излетување на возилото од патот поради брзо возење, управување на моторно возило под дејство на алкохол и имате една, две, три жртви зависно колку патници имало во возилото. Да. Значи точно е, значи треба да се подобри сообраќајната инфраструктура, меѓутоа треба и да се менуваат навиките и културата. Сето тоа е сет. Сообраќајот е сложен и динамичен систем. И целиот овој сет на составен од повеќе коцки треба да се состави во едно за да постигнеме резултати. И токму затоа напомнав дека тешко се постигнуваат резултатите. Сега додека ве слушам, сигурна сум дека сте го чула, многу има вицови на тема сообраќај, нели? Сте го чула оној на времето, нели, кога беше актуелен како политичар, вели полицаец го застанува и вели: "Господине, поминавте на црвено." Вели: "Знаеш кој сум јас?" Да, вика, ве припознав, господине Црненковски, извината, вика, вие поминавте на црвено, ама еден ненормален помина на зелено, нели? Тоа е најлошото по мене, нели? Тој некој кој што сега, нели, и тој е виновен самиот за себе и за својот сопствен живот, но уништува уште тројца, 4, не знам, 2 невинни жртви. Тие се оние кои што Вака, и во делот на санкционирањето, значи јас се сложувам дека многу често граѓаните укажуваат на недостатоци во делот на селективно казнување. И минатава година ние како Републички совет во соработка со ИЦИТАП и поддршка на Американската амбасада реализиравме еден проект мобилен систем за снимање со камери, кој што камери беа вградени во униформата на полицискиот службеник, каде што се снима целокупната постапка на полицискиот службеник и на тој начин всушност се избегнуваат можности за врски и подврски. Да. Меѓутоа ако разгледуваме од еден друг аспект. Еден период граѓаните многу реагираа дека казите и санкциите се високи. Да. Меѓутоа, вие што велите, казите и санкциите се високи или не? Па јас лично сметам дека не се високи. Сега ти кажам зошто. Најпрво направивме одредени анализи во кои што ги споредовме висината на санкциите со просечната плата со земјите членки на Европската унија. Забележавме дека Република Македонија е некаде во средина. Значи голем број на земји од Европската унија има дури и повисоки казни. Многу поригорозни казни, на пример ќе спомнам во Италија на пример при управување на моторно возило под дејство на алкохол над ми се чини дека беше над 0,8 промили или над 1 промил, не знам сега точно како беше. Тоа се одзема возилото. Може тоа возило да кошта 30.000, 50.000. Се одзема возилото. Тука веднаш и крај толку. Завршена е поставката. Да, немаме проблем за врска и тоа дали се познаваме колку. Учество со сообраќај на незгода под дејство на алкохол автоматски значи минимум 6 месеци затворска казна. Значи после многу поригорозни казни. И на крајот на кришата казните не се поставени за тие кои што ги почитуваат правилата и прописите. Ние секогаш се поставаме во функција, јас како граѓанин, доколку бидам санкциониран, ќе платам казна која што ќе ме кошта една плата или две. Да, меѓутоа постави се во функција јас како граѓанин, како регуларен учесник во сообраќајот сум заштитен. Така е. Од тој кој што може да ме загрози. Кој што може да вози пијан, зашто ние се поставуваме во функција дека веднаш сум казненото лице, а не заштитеното лице. Така е. Да. Имаме гледач на линија, да видиме колку тој се чувствува. Добро утро прво. Добро утро, се слушаме? Добро утро, ве слушам. Да. Да, и ние ве слушаме одлично овде во студиото. Ви посакувам убаво утро и еве на темава безбедно утро доколку тргнете некаде на пат. Го поставивме една интересна тема или едно прашање за дилема. Колку сите ние или колку вие лично се чувствувате безбедни во сообраќајот? Најпрвин пријатен и убав ден и на вас. Благодарам. Се надевам дека и денес ќе уживаме у сончев убав ден у Скопје. Малку подоцна се вклучи во програмата, претпоставувам дека господинот Републички совет за безбедност. Така е, да. Вака. Значи, ја мислам дека кај нас како во сите сегменти на општеството, првен за Републичкиот совет. Моето мислење конкретно за нив е точно е дека нели организираат едукативни програми и бла такви работи.
и со тоа на некој начин го оправдуваат нивното постоење како институција, меѓутоа мислам дека нивната работа на терен се уште не е доволно застапена. Како мислите, како би требале, каде би требале да бидат на терен? Ајде да се договориме веднаш да ги отвориме картите. Сега низ неколку примери, ќе наведам неколку примери кои што на пример мене лично ми сметаат у сообраќајното Скопје, а господинот ќе процени дали они, јас прво и не знам дали они имаат надлежност да интервенираат. Така е, па затоа зборувам, вие кажете ги своите лични искуства, нели, и мислења. Првиот проблем како сите сегменти од општеството е одите на лекар, лекарот ви пувка со да им усурат и ви вика господјо, немојте ве да пушите, штетно е пушењето. Значи оние што треба да ни дадат пример како треба да се однесуваме во сообраќајот, секојдневно го прекршуваат законот пред очи на 1 милион учесници во сообраќајот. Господинот кој што овдика како представник на РСБСП вели дека е добар учесник во сообраќајот, барем тој сега вели. Не, само на шега, извинете. Значи сега ние збориме за институција Републички совет, не збориме персонално. Така. Еве на пример, ако се движите по улица. Добро. И делот кај што се двои за населба Трнадол. Добро. Улицата. Од десната страна, некој стручњак од градско собрание лоцирал такси станица на тротоар, а кога го поднел барањето, најверојатно барал и согласност од сообраќајна полиција. Некој уште поголем стручњак од сообраќајна полиција потпишал согласност и лоцирале такси станица на тротоар. Кој има поголема одговорност, пошто го попречува движењето на пешаците, симнувајќи ги пешаците на коловоз, ги изложува на ризик, поголема е одговорноста на таксистот што паркирал таму или на оној што одредил да се паркира таксистот таму. Кога се движите по улица Ленинова во делот на раскрсницата со Орце Николов. Добро. Со она зонско паркирање. Значи, немате место за поминување. Не само што нема место од колите на паркирани, него зборам сега за зонското паркирање, лоцирањето на паркинг местата. Ако сакате да свртите лево, пошто се извадени паркинг местата скроз до самата раскрсница, вие немате никаква прегледност лево дали доаѓа возило за да се уклучите или не доаѓа возило. Да не ја спомнувам сообраќајната полиција, значи. Во секој сегмент од нивното работење се оди само на репресија. Само на репресија се оди. Имате такси станица поставено на излезот од градски трговски центар, од паркингот од оздола, значи у лева коловозна лента, и сега ако сака патникот да дојде и да се качи во такси возило, мора да помине преку 3 коловозни ленти, каде што движат возила при тоа. Посебно тоа е економски дел и нон-стоп е претрпан со комбиња, со камиони кои што истовараат или утовараат роба. И при тоа тој потенцијален патник е загрозен. Значи тоа се 1 милион работи кои што некој само реда ради става некој подпис параф таму, дозволува да се прави кој што сака и како сака. Господине, се уште сте на линија? Да. Да ве прашам наискрено, каков учесник сте вие во сообраќајот? Па не многу примерен тој. Добро. Хубаво е да сме искрени уште наутро. Прво, природата на мојата работа е таква да поминувам околу 150-200 км дневно со кола низ Скопје. И сега ми иритираат работи таму на она поделба од луѓето кои што треба да го спроведат законот за безбедност во сообраќај, ми иритира поделбата на големи и мали, привилегирани и обични смртници. И тој дел многу ме иритира и некога свесен дека може да бидам и казнет за начинот, за местото каде што ќе паркирам. Добро. Ме иритира и свесно идам и казна да добијам. И паркирате. Меѓутоа ме иритира кога полицајецот поминува 4 неправилно паркирани возила и доаѓа и ми вика господине документи. Нели му е срам да ми побара документи? Кога има 4 позади вас на кои што треба да им побара исто така документи, така? Ако веќе се грижиме за безбедноста во сообраќајот. Значи не може да има селективен пристап во извршувањето прво на работните задачи, второ во спроведување на законот за безбедност. Така е. Да. Ви благодарам што се вклучивте ова утро во отворената програма на телевизија Нова. Останете со нас. Ајде ќе слушнеме сега. Да, какви се надлежностите всушност на РСБСП? Републичкиот совет е, како што кажува и самото име, Републички совет за безбедност на сообраќајното патиште, е советодавно тело и нема извршна моќ.
Особено немаме никакви надлежности во делот на санкционирањето, тоа е работа на Министерството за внатрешни работи, а исто така немаме надлежности и во проектирањето и изведувањето на сообраќајната инфраструктура. Значи, сообраќајната инфраструктура се изведува... Извинете што ве прекинам. Мислите ли дека треба да сте и во тој дел вклучени? Заради тоа што како некој кој што веројатно најдобро го знае или најдобро ги знае начините како до побезбеден сообраќај, треба да се вклучени и во делот на парафирање, како вели господинот, на последниот потпис. Да, ќе се надоврзам на ова прашање. Повеќе сакав да не останам дека не сме одговорени на гледачот, би сакал да истакам дека се сложувам дека постои голем број на сообраќајни решенија кои што не се соодветни, меѓутоа тоа не е во надлежност на Републичкиот совет. Тоа започнува од проектирањето, изготвувањето на самиот сообраќајен проект, кој што нели на барање на надлежната институција која што ја изведува сообраќајната инфраструктура, се изготвува сообраќајен проект од лиценцирана компанија која што е понатаму проект го одобрува Министерството за внатрешни работи. Така што ние како Републички совет, како советодавно тело, акцент ставаме на превентивното действување и многу често реагираме до сите надлежни институции и укажуваме на недостатоци во сообраќајната инфраструктура. Меѓутоа не сме во можност директно да интервенираме и да влијаеме на тоа нешто да се каде директно што како би се променило, затоа што тоа е пропишано по други правила и прописи кои што не го упфаќаат доменот на работа на Републичкиот совет. Ние како совет во рамките на нашите надлежности се трудиме да максимално бидеме посветени и активни и ставаме акцент на превентивното действување, едукацијата, поголема примена на науката во областа на безбедноста во сообраќајот и особено делуваме координативно помеѓу надлежните институции, меѓутоа на крајот нели секоја институција во рамките на своите надлежности застанува тука вашиот застанува, да. Ние постојано укажуваме дека треба да се стави акцент на пример за воведување на систем 112, каде што ќе имаме единствен телефонски број во случај на сообраќајна незгода, да со еден телефонски повик се обезбедува присуство на полиција, пожарна и брза помош и така натаму. Меѓутоа имплементацијата на овој систем понатаму завршува во другите институции. И што ви велат другите институции? Па потребно се одредени технички мерки, се презимаат одредени напори во тој дел, меѓутоа ние не сме во можност извршно да действуваме и да влијаеме на тоа колку брзо тоа ќе се имплементира. Од кога посакувате ова да се случува? Па најпрвен уште пред 2 години Републичкиот совет организираше тркалезна маса на која што беа присутни сите надлежни засегнати страни. И на кој што беше укажано на придобивките од воведување на овој систем, беа донесени одредени заклучоци кои понатаму продолжуваат по надлежните институции и понатаму секоја институција действува. Овој проект конкретно беше преземен од Центарот за управување и кризи, од каде што понатаму требаше да заврши имплементацијата на проектот. Ние како Републички совет понатаму не можеме да влијаеме во целосна имплементација на сите проекти. Меѓутоа токму затоа она кое што е директно во надлежност на Републичкиот совет, а тоа се едукација и кампањите, тоа што граѓаните го гледат секојдневно и тоа што ние го правиме секојдневно и сме присутни и по медиуми и преку организација на разни работилници, едукативни предавања, кампањи, билборди и така натаму. А овој дел околу различни аршини на сообраќајната полиција во однос на луѓето учесници во сообраќајот. Што спомнавме за полицајците, како ти имаат имаат камери, ама не сите? Вака, минатава година беше спроведен проект со кој што нели требаше со кој што се инсталира камери во униформата. Ма тие знаат за камерите? Знаат, полицискиот службеник знае, меѓутоа токму за тогаш. Тоа беше проектот кој што требаше да се сумират резултатите од работењето на сообраќајната полиција и всушност целокупната поставка на полицајецот се снима. Можеби, јас, например, многу често ние како граѓани реагирам или сме незадоволни од однесувањето на сообраќајната полиција, меѓутоа би сакал да истакнам дека секое генерализирање на некој начин и не е оправдано. Да, па добро, ние генерализираме секогаш, нели? Кога се работи за доктори, кога се работи за... Да, токму тоа сакам да кажам, значи не можеме се да го гледаме низ призмата на тоа дека нешто дека сите работат непрофесионално и дека нешто не, нели, се случуваат исклучоци кои што треба да бидат санкционирани. Сега јас не би сакал да се ставам во улога на адвокат на сообраќајната полиција затоа што всушност и не доаѓам јас од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа не можам да се сложам дека сите полицајци се корумпирани. Се такви какви што се. Значи, проблем имаме и во самите навики и во однесувањето на возачите. Да. Имам уште никого на линија, значи предизвикавме реакција. Добро утро. Ало? Да, добро утро, повелете.
Ние дали сме вклучени во емисијата? Да, вклучени сте во емисијата. Повелете, добро утро ви велам уште еднаш и повелете дали имате конкретен пример за некое ваше убаво однесување, нечие туѓо неубаво однесување како учесник во сообраќајот. Дали се слушаме? Се слушаме, ние треба да одиме, што вика вашиот гостин, во европските правила. Да. Ама до душа тие се губат по нашите балкански земји. Зошто? Има доста што имат пријатели на висока класа и кој ќе застане полицајецот да сопре, вие сте тој министер или во, тоа без дека лекар кој и готово. И оди. Ќе она чекат некој сирова, стоп, ајде казна платија. Не е проблем. За казните што вика се превисоки према нашиот стандард. Зошто? Оти кај нас зимате, че ме пример, сакаш што почна 12.000. Добро. А дават казни до 300 евра. Да. Значи, тоа е повеќе од основната плата. Да. Не може да го поднесе тоа што треба да биде. Да. Но знаете што вели господинот Манчев овде? Вели, знаете зошто не треба да гледаме така на казните или на тоа дека ние ќе бидеме казнати, дека тој што ќе биде казнет, ако ние сме регуларни учесници во сообраќајот, ќе не заштити нас и нашето семејство од не дај Боже неубави работи. Рековме не за тоа, него селекцијата на казнување, не казнување друго. Да. Не сеќате ли? Да. На телевизија гледав, кога сакаме да чиме европско ниво. Добро. Значи, на една раскрсница е ставено камера. Пред да стане на камерата имало 300 прекршоци што треба да застане знакот стоп. Да разбирам. И сега, кога ставиле камерата, утре дента е намалено со пола од прекршоците. Да. Може би е најпаметно да ставиме камери на сите сообраќајници и го решивме проблем. Да, тоа, ама извинете, камерата не гледа која личност е. Не го гледа регистрацијата. Така е. Не сакаш? Така и тоа си оди таму. Така е. Да, ве разбирам. Тоа е смисла, нема... Тогаш нема врски. Да. Сте прекршили и толку. Ви благодарам за јавувањето. Одиме ние натаму, имаме уште време за овој разговор. Би сакал јас само да се наврзам една многу важна работа, кога збориме во однос на санкционирањето. Законот за безбедност на сообраќајот на патишта предвидува градација во степенот на санкционирање во зависност од тежината на сообраќајниот прекршок. Ако во населено место е дозволено 40-50 км на час. Ако возачот вози со 10 км на час, санкцијата изнесува само 10 повеќе од дозволеното. 10 км повеќе од дозволеното, санкцијата изнесува само 600 денари. А ако возачот вози со 50 км повеќе од дозволеното, тогаш казната е над 250 евра. Значи, ама возењето 30, 40, 50 км над дозволеното во населено место е потенцијално убиство. И во оваа ситуација ние не може да зборуваме за висината на казната. Исто е во делот на алкохолот. Минимално прекорачување на дозволената граница се санкционира со минимални казни. Дури постојат и можности за одземање на поени во возачката книжка. Енормните, грубите прекршувања на законот за безбедност на сообраќајот на патишта, што во суштина значи и потенцијално загрозување на нечии човечки живот, тоа е тоа што е санкционирано со највисоки казни. Да. Сакав да ги најдам бројките. 24 овој викенд само се санкционирани, кои не ги почитувале ограничувањата на движење на возила. 23 возачи што го управувале возилото под дејство на алкохол, се исклучени од сообраќај. 11 возачи кои поминале на црвено светло, нели, се санкционирани, и 65 возачи што го управувале возилото без возачка дозвола или нерегистрирано. За жал, значи, имаме прекршување на правилата и прописите во сообраќајот. Особено важно, сега не би сакал да навлегам во некои други теми, меѓутоа, изминатава година во Република, изминативе 2-3 години во Република Македонија се случија голем број на општествени настани, каде што Министерството за внатрешни работи беше пред се концентрирано на некои други случувања во државата, а делот во сообраќајот беше запоставен и секако дека неопходно е да се вратиме повторно на она што ни е примарна цел. Да се вратиме во нормала, да функционира нормално општеството и секако да се зајакнат капацитетите на сообраќајната полиција. Значи неопходно е да се зајакнат капацитетите на сообраќајната полиција, поголемо присуство на полицијата
и со тоа всушност и санкционирање на несовесните возачи, а со тоа и намалување на бројот на загиналите и повредени во сообраќајни. Имаме уште еден гледач. Добро утро, кому? Добро утро. Добро утро, повелете. Се сложам во потполност со вашиот соговорник. Да. Да. Секоја чест и толку ги кажа точно работите што многу ќе ги загрижи некои граѓани. Ја имам една своја теза. Ајде. Ја дозволите се зема на живи мајка знам да возам. Добро. Живи мајка знам да возам. Добро. Еве, јас живеам на главната улица. Значи, после 2 сат ноќе, значи трки се случуваат. Значи, живи мајка, знам да возам. Да, живи мајка знам да возам, еве ти дозвола и сега имаме сообраќајки. Колку пати? Јас сум одма до семафорот сега. На црвено ќе помине. Не дај Боже да помине, човек ќе го изгазат. Сега скоро имаше сообраќајка тука у Ѓорче 2 ќе речам. Значи, луѓево не разбираат. Имам пријател, ќе ми ја скине казната. Додека не го удрите по джеп. Викам, мали се казните. Не се мали казните. Ја би ги направил дупло казните. Ако го удриш по джеп еднашка, 2 пати, и тоа ќе се осети. Вака. Да. Ама и ова со пријателствата имаме мака. Нели? Да. Имам пријател. Ако имаш пријател, кажи го, него да го казниме, пријателот. Баш така. Јас сум за. Да. Ве поддржувам потполно во анализа. Да видите, у Германија има еден закон, не те сопира полиција. Ако те сопре без дозвола, тоа ќе го јаде стапа. Тогаш готов си. Да. Во Италија вели ако си подейства на алкохол, возилото ти го зема. Меркел. Таму може само Меркел да се спаси. А кај нас е невиден хаос. Да. Ја пак ќе повторам. Живи мајка, знам да возам. Да, извидете, уште никоја минута имаме до крајот на овој разговор. Морам да ве прашам, ми рековте дека се од Ѓорче Петров? Да. Да. Дали бевте можеби дел или знаете каде се наоѓа училиштето каде што имаше вчера мирен протест? Кој училиште? Мислам дека е Мирче Ацев, има такво училиште во Ѓорче Петров? Мирче Ацев, да, тоа е на 500 метри подале од мене. Ете така, велат дека тој дел се загрижани и граѓаните и родителите, нели? Тука има и градинка и школа. Ете така, немало ниту еден семафор, ниту пишешки премин. Нема, јас не знам, луѓево се против тие лежачи полицајци. Така. Јас сум да се постави на секој 100 метри. Ако вози брзо, нека искрши колата. Значи има сега, можам да речам, на секои 200-300 метри светлосен сигнал 50, не да се вози 50, се вози 150. Да, така. Значи немаме самите свест. И после, многу ни се казните, не ни се многу. Таман се казни. Оди го почеп. Јас, еве, ќе заспам на тараса и гледам. Секоја втора кола на мобиле. Ако го фатиш, земи му е возачката. Нека полага по втор пат, ама нека полага како што треба. Без мобиле. Мобилот озема многу внимание. Сега како беше она што го рековте на почетокот, знам да возам жими мајка, како учесник во сообраќајот, каков сте вие? Да, жими мајка, дај ми дозвола. Еве ти бујрум, еве ти 1000 евра, уџеп, дај ми ја дозволата. Ја ќе се научам. Да, дали сте вие добар учесник во сообраќајот? Јас сум добар учесник и многу предобар. Придобар? Да. Добро, го оставате возилото чим сте поднапиен. Ако испијам една чаша ракија, послушајте ме, или 2, добро. Од втора брзина не знам у трета да убацам. Добро, ви благодарам за јавувањето. Бидете поздравени и уште еден поздрав до заговорникот. Да, ви благодарам за јавувањето. Еве, некој што вели дека се одлични овие работи кои што ги кажавме, и односно кои што ги кажавте вие и ги истакнавте и ги лоциравме вистинските проблеми. Па да, јас од секојаш пак ќе напомнам, значи важно е да ние да се ставиме функција дека законот не штити тие кои што не го прекршуваме. Баш и дека сите ние треба да го почитуваме за да нели да тргнеме од себе. Постои градација на казните, значи не е исто. Одредени опасни дејства мора да бидат сериозно санкционирани. Она што според мене недостасува во законот е казнување на рецидивитетот. Значи доколку едно исто лице управува возило под дејство на алкохол еднаш добива одредена казна. Втор пат пак добива истата казна, трет пат добива истата казна. И ова, например, сметам дека
според мене лично е пропуск во законот, затоа што сметам дека рецидивитетот треба да се казва. Ако еднаш управува моторно возило под дејство на алкохол, добие одредена санкција, следниот пат треба да добие зголемена, да има прогрес во санкционирањето и на крај да биде трајно исклучен од сообраќајот. Така, да. Предвремено, пред да се случи одреден сообраќајен прекршок. Не може постојано истото лице 3 пати, 4 пати да управува под дејство на алкохол и да ги прекорачува правилата за ограничување на брзината и сето тоа нели да биде санкционирано со една единствена казна, таа истата санкција која што се повторува. Според мене потребно е прогрес во санкционирањето во зависност од рецидивитетот на повторување на сообраќајниот прекршок. Така е, да. Ќе бидете повторно, се надевам за некое време повторно учесник во оваа утринска, затоа што имаме теми кои што се интересни и за гледачите. Поставуваме прашања кои што нели предизвикуваат интерес. Сите си ги поставуваме. Колку е безбедно да се делот сообраќајот? Ви благодарам, господине Манчев. Ние сега пред како доаѓа третиот утрински блок или утринските вести на телевизија Нова, одиме со краток блок на платена политичка програма. Останете тука, следува третото издание заедно со Александра Велинова.